Продолжува инвестицијскиот циклус во здравството. Владата предводена од ВМРО-ДПМН во континуитет продолжува да инвестира во здравството, во здравствената инфраструктура, обука и едукација на здравствениот кадар. Новиот циклус на инвестиции отпочнува со тендерот за набавка на опрема за клиничката болница во Тетово, вреден околу 2 милиони евра, со кој што ќе се набават повеќе од 1200 парчиња медицинска опрема. Со тоа ќе се подобри дијагностиката и квалитетот на здравствените услуги кои што се даваат во клиничката болница. Овој циклус на инвестиции е вреден 33 милиони евра, со кој што ќе се набави опрема за над 100 јавни здравствени установи низ целата држава. До сега, само во набавка на најсовремена медицинска опрема се инвестирани над 115 милиони евра, со што значително се подобри здравствената услуга за граѓаните и се зголеми капацитетот на здравствени услуги кои што ги пружаат установите. Со вакви инвестиции се обезбедија голем број на мамографи, томографи, рентген апарати и други современи медицински апарати во повеќе здравствени установи ширум земјата. А со тоа, граѓаните добија подостапни дијагностички услуги во рамки на градовите и регионите каде што живеат. Вакви сериозни циклуси на инвестиции се реализираат само во време на влада предводена од ВМРО-ДПМН. Жалиме што претходно Социјалдемократскиот сојуз никогаш немаше слух за подобрување на капацитетите и опременоста на здравствените установи во државата. Тие трошаа сериозни суми на име на здравствен буџет во државата, а од тоа никој не гледаше ниту апарати, ниту подобрена инфраструктура. Единствено по кое јавноста го памети времето на Социјалдемократскиот сојуз беше набавката на скап накит, сомнителни тендери за стентови и континуирани кризи со лекови. ВМРО-ДПМН и во иднина ќе продолжи да работи за подобрување на здравствениот систем во државата. Тоа што ВМРО-ДПМН го ветува, тоа и секогаш го остварува. Ви благодарам.